ми рече генералот да ви се представам. Јас сум капетан прва класа, ама од онаа старата војска. Ако нареди сега Јуриш, тешко може да ме искористи. Ме фати лишија са велат, трае толку колку што имаш години. Ке дочекам тамо некаде у јуни изгледа ми се отпушти работа. Меѓутоа, мислам дека гласот ме држи. Дозволете прво да фрлам еден поглед кон оваа куќа која заедно со онаа во Нерези поминав 37 години. За помладите, а колеги, која е камерата на македонската телевизија? Директно во неа ке зборам, со оглед дека сум избришан од шпицата на првиот телевизиски дневник. Ме нема. Тоа беше на 14 декември 1964 година. Тогаш Атанас Костовски беше учесник во првиот дневник на македонски јазик. Ми било пишано да го коментирам и првиот пренос на македонски. Да направим и прв преку 2000 директни телевизиски преноси. Да, македонската телевизија ми останува на срце. Прва љубов, како онаа другата, знаете. Меѓутоа, овде дојдов да раскажам само еден случај. Го гледам овде и мојот тогашен генерален директор, искусниот, квалитетниот, широко познатиот новинар, особено за надворешната политика, другарот, а сега господинот Тихомир Илиевски. Беше тоа едно ноемвриско дожливо попладне 1991 година. Неколку месеци пред тоа телевизија Скопје го доби вистинското име Македонска телевизија. На тој ден се водеше принципијална, жолчна или како сакате дискусија во Собранието на Република Македонија. Беше симнато и она наше македонско знаме, актуелно во тој момент. Околу 2000-3000 демонстранти дојда овде пред нашата куќа, пред телевизијата. И благодарам со задоцнување на припадниците на јавниот ред, тоа се наши народни македонски полицајци, тогаш ќе чуваат телевизијата и сега го тоа бранат, го прават, меѓутоа неколку прозорци беа скршени. Јас бев учесник во телевизискиот дневник, по неговото завршување му се приклучив на генералниот директор кој долго време разговараше со представници на протестантите или демонстрантите, sejedno. На крајот падна и одлука. Делегација од 13 представници беа примени во дирекцијата на генералниот директор. Поставивме 3 камери, секојаш македонската телевизија имала доволно камери, но не секојаш каде што и народот, сетете се само тамо како беше во студентскиот пленум, и во една жолчна, но принципијална дискусија. Се сеќавам на Томе Николовски или Којо го викаат Бикче, до мене седеше колегата сега покойни Владо Мокров. Се она што беше разговарано, спротивставени се разбира мислења, сето тоа беше емитувано во телевизискиот дневник вечерта во 23 часот. Видет целокупната македонска јавност, тогаш телевизијата беше навистина јавен сервис, виде што се случуваше. Беа презадоволни. Почувствуваа дека тоа е нивна телевизија. Во овој сега март 2050 година се наоѓаме од прилика на иста ситуација. Со таа разлика што јас сум надвор, а они се внатре.
сакаат нивната вистина да биде и наша. Тоа не е можно. Тоа не е професионално. Тоа не е во согласност со статутот што го пишува и во него се вградија непознатите македонски новинари и културни дејци. Но пролета доаѓа. Не забарајте вечеро и часовниците да ги тргнете еден час порано. Промените ќе дојдат. Ако генералот Стојанче Ангелов реши да учествува во некој од емисиите на македонска телевизија, јас како телевизиски правоборец на оваа наша куќа, на оваа наша македонска телевизија, ќе го однесам предлогот. Зашто да не? Нека учествува во емисијата на колегата Стојан Трпчевски со наслов со дебата, а не со окупација со своја македонска телевизија. Тоа е она што го предлага нашиот генерал, со дебата да се освои програмската ориентација на македонската телевизија. А за помладите колеги кои сега раководат со нашата телевизиска куќа, искрено не ги познавам многу минути, не сум ги ни видел на екраните, и им пораша. Доаѓа време за многу нови емисии, без наслов, но со повод.